При преземањето на Opel од страна на PSA пред 3 години, најобитното прашање беше што ќе биде со фабриките на марката. Заради нивната мала ефикасност и вишок од капацитети им се закануваше за втворање, што ќе значеше отпуштање на многу вработени. Се вмеша и германската влада, која дури после добиените ветувања ја даде својата согласност за преземањето. Синдикатите сепак не беа задоволни, бидејќи се сомневаа во најлошото. И навистина, еден по еден се гасеа непрофитабилните модели, а нивните замени доаѓаа од фабриките на французите. Плюс на тоа и General Motors започна да ја чисти својата гама од моделите што ги произведуваше Opel, кои во Америка се продаваа под ознаките на Buick. Еден од нив е и Insignia, која остана единствен автомобил што излегува од погоните на матичната фабрика во Руселскај. Таму некогаш работеа преку 15.000, а сега само 2.400 работници. За неа првиот човек на PSA, Карлос Таварес, кажа дека во споредба со фабриката во Сошо, разликата во трошоците за производство изнесува околу 60%. Со тоа се чинеше дека судбината е запечатена. Сепак со помош на солидни инвестиции, за кратко време беше подобрена незината конкурентност со акцент на перформансите и квалитетот. Како награда за тоа, групата ќе му го довери на Opel производството на новиот модел на DS, кој треба да излегува токму од незините погони. Не е објавено за кој автомобил се работи, но не е тешко да се погоди ако се знае дека од идната година таму ќе се произведува новата генерација на Astra. Таа ќе биде поставена на флексибилната EMP2 платформа, која ќе биде електрифицирана. Тие два модела ќе значат долгорочно засврстување на иднината на главната фабрика на Opel, која постои од 1898 година. Тоа пак дава надеж дека постојат шанси да го добие производството и на знаменосецот на групата моделот DS9, за кој е замислено во Европа да пристигнува од кинеските погони на групата. Opel во моментов веќе произведува еден француски модел, а се работи за освојувачот на ауто без титулата за 2018 година Citroen C3 Aircross, кој според претходниот договор пред преземањето на марката, заедно со Crossland X се произведува во шпанската фабрика на Opel во Сарагоса.